Почитувани гледачи, денеска разговараме со Милена Геровска, ученичка во економското училиште Кузман Јосифовски Питу. Денес ќе разговараме за искуствата кои што ги стекнала таа во текот на Erasmus Plus програмата. Здраво! Здраво, ви благодарам за поканата и би сакала за почеток да кажам дека ова е моје прво искуство со Erasmus проектите и сум максимално задоволна од исходот. Од каде сте информирани за новите проекти кои што се спроведуваат преку Erasmus Plus програмата? Нашето училиште при објавувањето на позициите за овие Erasmus проекти ја запазува транспарентноста, па така сите проекти се објавени на интернет страниците од нашето училиште, се со цел сите ученици да го видат повикот и да може да се вклучат во истите. На кој начин се прави избор кои ученици ќе одат на таа програма? Искрено, прво секој може да аплицира за проектов, но потоа на интервјуто се селектираат одредени ученици кои ги исполнуваат условите. Некои од условите се ученикот да има одличен успех, но тоа секогаш не е пресуден фактор, доколку ученикот нема комуникативни вештини, не познава јазик, тогаш сето тоа пропаѓа во вода, бидејќи таму има деца од различни култури и со сите треба да се комуницира на еден јазик. Кои активности ги спроведувате во текот на тие програми? Прво треба да спремиме ние презентација, бидејќи ние таму ја представуваме нашата земја и нашето училиште и имаме одредена тема за што треба таму да работиме, програма составена од професорите и овој пат за овој проект темата беше дискриминација, така што ние спремивме неколку презентации за нашето мислење и за дискриминацијата. Колку нови нешта можеш да научиш преку овој проект? Дали се стекнува некакво дополнително знаење? Па главната цел е прво децата се здружат, а секое патување носи ново доживување и нормално е да се научат многу нови работи, сите споделуваат своји мислења, своји ставови и секогаш буквално се учи многу од нив и од останатите. Која е важноста на овие проекти? Која е целта да се спроведе еден ваков проект? Темите се различни на секој проект, но еве во оваа тема за дискриминација, целта беше ние да се здружиме што повеќе, да оствариме контакти и пријателства, па така дискриминацијата треба да ја надминиме. Што ти остави тебе најголем впечаток од цел овој проект? Искрено, кога ќе отидеме таму, ние гледаме луѓе кои никогаш досега не сме ги виделе во животот, но нашето однесување со нив, нашиот контакт е како да се познаваме пред многу долго време. И живеевме како една фамилија. Во која земја патуваше и од колку земји учесници имаше во самиот проект? Овој проект се спроведуваше во Унгарија, поточно во градчето Фониот и бевме во нивното училиште, бидејќи овој пат тие беа домаќини. Имаше исто така деца од Романија и Италија и ние од Македонија, бидејќи проектов се спроведува прво во Италија, Унгарија, па Романија. Како се одвиваше патувањето и дали може да раскажете повеќе за тоа? Па, искрено, овој проект е финансиран од Европската Унија и знаеме дека одиме со нашата координаторка од нашето училиште и тогаш веќе таа не се јавува како професорка, туку како наш втор родител. И се разбира дека имаме плани, дека се организирано од нивна страна, така да ние искрено нема за што да се грижиме во текот на патувањето и немаше никакви проблеми. Зошто баш таа тема се одбра за клучна за обработка за проектот? Би сакала да кажам дека овие проекти или овие размени се најпогодни за обработка на вакви теми, бидејќи на нив учествуваат различни култури, деца од многу различни држави и сите споделуваат своји искуства, а наша главна цел е да не се дискриминираат, така да овој беше навистина погоден момент да се обработува на ваква тема. Што би му препорачале на идните учесници на вакви проекти? Бидејќи беше моје прво искуство, искрено бев малку вознемирена како ќе се одвива, дали ќе успеам да испрезентирам или дали ќе успеам да искомуницирам на најдобар начин, но сепак не било воопшто страшно, бидејќи сите беа толерантни и би им препорачала да одат посмирени и да не се стресираат за тоа колку ќе испрезентират, како ќе испрезентират, бидејќи
бидејќи најважен фактор е контактот со останатите и случувањето нови познанства. Ти благодарам, Милена. Јас сум Сања Димеска, млада репортер на Актис. Останете со нас.